Со повеќе пописи наназад, Пелагонија е утврден како регион со висок процент на старо население. Државата, пред повеќе од една декада, предвидела и мерки за да поттикне инвестирање во приватни домови за стари лица во повеќе градови, вклучително и Битола. Ова е постар документ на тогашното Министерство за труд и социјална политика, а сега за социјална политика, демографија и млади, според кој, меѓу другите локации низ државата, издвоено е и државно земјиште во Битола за изградба на приватни старски домови. Поттик за потенцијалните инвеститори, пишува таму, е државното земјиште за старски домови да се продава со почетна сума од 1 евро за квадратен метар, објектите да се градат со комунални такси намалени дури за 95% и поволни кредитни линии. Ова се 2 парцели во Битола предвидени за домови за престој на стари лица, продадени уште во 2017 година. Првото земјиште, од десно, било продадено за 71 денар по квадрат и таму веќе функционира дом официјално заведен како приватна установа за социјална заштита на стари лица, Дом Софија. И државната парцела под објектот од лево е продадена за багателна цена. Ново изградениот објект, Дом на стари лица, нема. И покрај тоа што парцелата е купена од државата речиси за џабе, по 81 денар за метар квадратен, бидејќи била наменета за дом за престој на стари лица, сепак на објектот стои табла на приватна фирма. Rhino Entertainment нема врска со домови за стари лица и е најмалку важна за нашата приказна. Според нивната интернет страница, тоа е глобална фирма со представништво и во Битола, која всушност е оператор за онлайн игри на среќа. На терен нема физичко казино, туку веројатно канцеларии за техничка и административна поддршка. Вселувањето го одбележале со забава кон крајот на декември минатата година, а имаа договор за закуп до крајот на септември следната година. Но кој и како дозволи деловни канцеларии во објект наменет за дом за стари лица? Од 2017 година парцелата е во сопственост на фирмата Премиум Пиво ДООЛ Битола. Кога локалната власт им ја продала таа година, намената била А3, групно домување, ни кажа од општината. Јавно достапните податоци од Агенцијата за катастар на недвижности уште попрецизно покажуваат дека намената е за престој на стари лица. Зошто наместо тоа објектот се користи за сосема друга дејност, се обидовме да дознаеме од првиот човек на општината. Градоначалникот на општина Битола Тони Којнановски одби да ни даде изјава, па писмено прашавме во општината имаат ли проверено дали отуѓената парцела се користи за намената за која е купена и кој ќе сноси одговорност за штетата врз општината со тоа што споменатата парцела е продадена за 81 денар по метар квадратен со намена А3, а се користи за деловен простор кој при продажба вообичаено има многу повисока цена. Општината нема сознанија дека предметниот објект се користи спротивно на намената, ниту пак има ингеренции да утврдува на кој начин сопственик на објект во приватна сопственост стопанисува со сопствениот објект, до моментот кога истиот не преземе противзаконски действија на пренамена на просторот. Согласно Законот за градежно земјиште, исклучениот договор за отуѓување на градежно земјиште во државна сопственост со јавно наддавање, договорните обврски на купувачот се сметаат за исполнети, односно договорот се смета за исполнет со изградбата на објектот и доставувањето на имотен лист за објектот. Досега не е утврдена штета од ниеден надлежен орган, а доколку евентуално во иднина биде утврдена некаква штета, тогаш органот што би ја утврдил евентуалната штета би ја лоцирал и одговорноста на субјектот кој што ја причинил истата. Малку веројатно е дека општината и градоначалникот не знаат што се случува со објектот, оти непосредно пред него почнале да градат паркинг пред 1 месец. Локацијата е позната како старата касарна, а градоначалникот се фотографирал со механизацијата, иако на сликите само се надзира објектот кој практично му е пред очи, наменет за групно домување, но на кој транспарентно стои табла на приватна фирма. Газда на фирмата, сопственик на објектот и парцелата, е познатиот битолски бизнисмен Александар Талевски. Фотографии на социјалните мрежи сведочат дека тој му е добро познат и на градоначалникот Коњановски. Дента кога го снимавме објектот, бизнисменот Талевски експресно се појави на местото, но не сакаше да ни даде изјава во камера. Не се изјава, не се. А го прашувавме, зошто откако го купил земјиштето по поволна цена и изградил објект, не го користи за соодветната намена. Еве го одговорот од него.
Јас никаде не мислам дека имам пропуст и сум сторил законски прекршок во целиот процес на документација, јавна објава, купување на земјиште по пат на електронско наддавање, градба, техничка изведба, намена, инвестицијско-финансиски и други действија поврзани со овој мој приватен имот и како правно и како физичко лице. Со други зборови кажано, постои документација и факти кои што законски го докажуваат и подкрепуваат се тоа што е предмет и основ на вашите прашања. Факт е дека објектот личи како да е граден за групно домување, како што велат општината и сопственикот Талевски. Но прашањето е зошто не се користи за намената? Доколку не е така како што законските регулативи налагаат или би го докажале спротивното, достапен и спремен сум да одговарам пред надлежните институции, односно тоа ќе го докажеме направен и соодветен начин пред надлежните институции. Во спротивно, ќе бидам приморан да покренам контраправно действие со сите елементи и докази против сите инволвирани во оваа политичка хајка против мене лично, како и поврзана со мојот имот. Министерството за социјала пропишало правилник со детали за тоа како се основа и што се треба за започнување со работа на установа за социјална заштита на стари лица. Но не најдовме информација што во случај да се купи државно земјиште по багателна цена, па и да се изгради објект, а никогаш формално да не се отвори дом за стари лица. Затоа прашавме во ресорното министерство кој е должен да провери на терен дали објектот се користи за соодветната намена и какви се евентуалните санкции. Еве го одговорот. Во однос на намената и контролата на дејноста која се извршува во објект изграден на државно земјиште која го оттугила општината, согласно Законот за градежно земјиште, општината за оттуѓување на државното земјиште склучува договор за оттуѓување на земјиште за кое има право на користење на градежното земјиште со купувач, во кој договор се утврдуваат правата и обврските, како и контролата дали на таа локација парцела е изграден објект согласно договори намената, за вршење на надзор за користење на објектот и неговата намена, пренамена, надлежност има градежна инспекција на општината која го оттугила земјиштето. Тоа се чини најмала грижа и за формалниот собственик. Александар Талевски, кој со премиум пиво и коинвеститор има сериозен замав во градежниот сектор низ Битола, гради во непосредна близина, а за оваа зграда општината му одобрила измени во тек на градба. Објектот се уште не е целосно завршен, односно изграден, и потенцијалните отстапки, доколку би постоеле, ќе се утврдат согласно надлежностите откако истиот ќе се комплетира. За конкретниот објект одобрени се неколку измени во тек на градба. Гради за своја душа, на плац надвор од Битолскиот метеж, во Братиндол. На парцелата се впишани две помали градби со површина по околу 40 на квадрати и најголем дел од земјиштето е за лозија. Но на терен има луксузна вила со фотоволтаици и базен. Лозија нема. За ова, од општина Битола ни кажаа дека не сакаат да коментираат, оти во тек е постапка пред надлежни органи на која не би сакале да наштетат. Прашањето го скокна и сопственикот. Александар Талевски, познат како Кртот, е дел од навивачката група Чкембари. Името му се вртеше во битолската јавност и за време на последните локални избори, кога се кандидираше за советник од редовите на новата граѓанска иницијатива Грин. Имаа креативна кампања, а Грин освои едно место во советот на општината. Талевски беше трет на листата и не доби мандат. Тој вели дека мотив за политичко активирање му била борбата против неспособните политичари, кои глумат дека ја сакаат Битола. Обвинува за политичка хајка на луѓе кои според него глумат народни борци против власта и против успешни луѓе за политички профит. Со ваквиот начин на нечесно делување отвораат дилема, односно дополнително ме мотивираат да размислувам за одлука која е во два битни потези, или, а секако поврзано со моите активности во иднина од повеќе аспекти. На бизнисменот и несуден советник Талевски очигледно не му се брза со отворање на дом за стари лица. Ниту пак некој го притиска во уште еден пример за владење на правото на македонски начин.